почитувани присутни, дами и господа, другарки и другари, кои како милува. Денес сме собрани по втор пат во проектот Граѓански објектив, да ги доделиме наградите на граѓанските новинари кои учествува на надпреварот кој е дел од овој проект, биди граѓански новинар. Како што и минатиот пут спомнавме, ова е специфичен проект кого председателот на Цивил Центар за слобода Џабир Дерала од се срце го промовираше и туркаше. Јас бев многу по-скептичен дека ваков проект во Македонија може да се изведе од причини што секојдневно ни умираат класичните медиуми, па многу тешко беше да се поверува дека луѓе кои не се занимаваат професионално со новинарство, понесени само од волјата да помогнат да се оправи нешто во македонско општество, би се ангажирале да снимаат, фотографираат или пишуваат за она што не обкружува, пред се за кршењето на човековите права, особено за кршењето на човековите права во изборен контекст. Овој проект го поддржува National Endowment for Democracy и тоа е проект кој на некој начин треба да ги обедини новинарството, значи медиумските активности и истражувањето што е составен дел на секој новинарство, меѓутоа и активизмот. Одржавме 5 семинари во Скопје, Битола, Струмица и 2 семинара во Велес, еден во Велес како регионален центар, во Велес, вториот семинар во Велес беше завршниот на кој учествуваа сите учесници од Македонија. Имавме околу 120 учесници на сите 5 семинари и на тие дводневни семинари имавме голема чест и задоволство предавачи да ни бидат извонредни личности, представници на македонската интелектуална елита, актери, композитори, писатели, активисти, борци за човекови права. На секој предавање, на секој од семинарите имавме еден светски познат фоторепортер кој требаше да им помогне на учесниците на семинарите да сватат дека со напредокот на технологијата, со умните телефони и со камерите и со сето она што денес им е достапно повеќе или помалку и на, да речам, на обичните граѓани, дека можат да забележат еден момент, а тој момент треба да ни помогне да докажеме колку е неопходна, колку е неминовна борбата на секој од нас да се поправи нешто од она што ни се случува последниве 10 години. Да се забележат било какви неправилности и со тие фотографии, со тие видеоматеријали или со тие вести напишани, да се истакнат политиките кои се водат за жал во оваа држава, да се истакне сето она што е неправилно, да се истакне изборниот криминал, да се истакне сето она што не доведе до ова дередже, Македонија да биде земја во која медиумите се на умирање, оние ретки кои постојат се пред умирање, така што останавме еден остров и единствено што може би не турка да продолжиме со овој проект и со слични вакви проекти е желбата да се зајакне свеста и желбата да дојде до еден, веројатно ќе биде долготраен процес, на освестување и на прочистување. 10 години трае индоктринацијата и труењето на македонскиот медиумски конзумент. Сега тој просечен конзумент сакавме да го доведеме во ситуација да биде создавач на вести, создавач на новинарски материјал. Колку во тоа успеавме ќе видите многу брзо. Ќе ги прикажеме и овој пат, како и во првиот циклус на доделување на награди, пристигнатите трудови кои веќе се објавени на веб страницата на Цивил. Дел од нив се фотографии, дел од нив се видеоматеријали, вести, приказна за фотографија има една. Така што мислам дека нашето жири имаше доволно работа, обично се вели неблагодарно е да се избира, меѓутоа мислам дека жирито кое беше во состав Билјана Еверет, новинар и истражувач која во Цивил Центар за слобода е задолжена и за логистиката, и за маркетингот, нашиот IT магесник Ермин Климента и Билјана Јордановска, новинар истражувач од Цивил Медија.
Тие тројца ги разгледаа сите пристигнати материјали и ги донесува одлуките за кои повеќе ќе зборува Марија Теговска, исто така новинар истражувач од Цивил медија. Марија, повеќе. Јас само накратко ќе го дополнам тоа што го кажа Сивиша. Можност тоа проектот граѓански објектив им ја дава на сите граѓани и граѓанки во моментов е можност да учествуваат во деликатниот процес, политички процес во кој што се наоѓа Македонија и според мене и според да речам ефектот кој што беше после семинарите кои што Синиша веќе ги спомна е така го перцепираат и учесниците на нашите семинари дека е од непроценливо значење. На овој начин, преку овој проект Цивил представува платформа преку која сите кои што сакаат можат да дојдат до израз со своите идеи, со своите информации со кои располагаат, како и со својот талент. Јас преку моето лично искуство можам да го потврдам тоа, затоа што и покрај моето образование во област на политичките науки и моето професионално искуство како новинар, мојот директен контакт со Цивил прв пат беше преку овие семинари, односно преку семинарот во Битола, каде што јас ја видов можноста дека можам јас да бидам граѓански новинар и на тој начин да бидам дел од тимот на Цивил и да дадам придонес кон тоа што кон подобрување на тоа со кој што се соочуваме секојдневно во Македонија. Од друга страна, политичката криза која што во моментов ја живееме сите во Македонија, ни ја прави на сите нас граѓански новинари работата многу полесна, односно без многу труд сите ние можеме да бидеме граѓански новинари и новинарки. Секојдневното кршење на човековите права на кои што сме сведоци, особено во изборен контекст, е материјал од кој без многу труд, без многу потрошено време сите ние можеме да направиме добра, корисна, информативна содржина која што ќе пренесе информација до сите кои што сакаат да се информираат за тоа што се случува во Македонија. Пример за тоа се и 5 трудови кои што тимот на Цивил, односно тричлената комисија на Цивил реши да ги награди во овој февруарски циклус. Исто како минатиот пат одлучивме да нема 5-та награда, односно да доделиме 2/4 награди. Едната од тие 2/4 награди им доаѓа од Валандово, односно е проследена приказната со 2 фотографии. Едната фотографија представува новата петокрака на споменикот во Валандово, а втората фотографија е споменикот со старата петокрака. Граѓанскиот новинар кој што ни испрати оваа содржина и кој што одлучи да остане анонимен, во својата приказна која што испрати објаснува дека пред 1 месец, после споменикот постои во Валандово 1931 година, за прв пат пред 1 месец по полноќ, без да се извести јавноста, беше петокраката тргнат од тој споменик. Значи веќе 1 година таа петокрака не е повеќе на местото на кој што била повеќе од 70 години. Како одговор на тоа, жител на Валандово одлучил да постави нова петокрака, која што и покрај тоа што повторно се работи за петокрака е различна од таа која што постоела дотогаш. Според кусата белешка која што граѓанскиот новинар ја испрати, објаснува дека ова ги представува идеолошките соочувања кои што се соочуваат граѓаните на Валандово и представува една слика за тоа колку граѓаните во Македонија знаат да бидат поделени за некои вакви споменици кои што се од значење, односно кои што се сведоци на некој минато време. Како што кажав, граѓанскиот новинар кој што не испрати оваа приказна одлучи да остане анонимен, доаѓа од Валандово, така да неговата награда ќе биде накнадно ќе му ја доделиме, односно ваучерот. Второто 4-то место е исто така фотографија која што ни доаѓа од Куманово и според условите за учество на натпревар да биде граѓански новинар, повторно одлучи и нашиот граѓански новинар од Куманово да остане анонимен. Сликата многу јасно представува желбата на овие 3, односно 4 жители на Куманово и покрај состојбата во која што се наоѓаат,
да продолжат со своето образование. И преку една фотографија се илустрира на еден начин неуспехот на сите ветувања кои што владата често знае да ги посочува како реализирани, односно образование за сите граѓани во Македонија, компјутер за секој дете и така натаму. Но сепак, не се малку тие кои што ги немаат тие услови, па одлучуваат да учат во условите кои што се прикажани на фотографијата. И не случајно ова приказна го носи насловот "Знаењето е сила, знаењето е моќ", како уште една од познатите фрази со кои владата сака да ги представи своите очигледно не така добро реализирани проекти. Ова е втората, четврта награда, која што ја доделуваме денеска. Останатите 3 награди ги поделиме од колега Дејан Муратовски. Бески. Што не си пензионер, нема ски за тебе. Здраво и од мене. Нема ски за мене. Добра. Третата награда исто така граѓанскиот новинар што ја испрати реши да остане анонимен поради X причини, но приказката која што ни ја испрати се работи за тоа дали медицинските лица се корумпирани, која што после тоа ќе го видиме и видео прилогот. Да? Може и веднаш да се пушти. Како што кажуваат, што кажуваат. Мислам, тие што ги познаваме. Се пише во операција. Да. Мора да им дадеш. У џеп им ставаш пари. Мора да им дадеш пари. А дали ако вие лично гледате таков случај? Би го пријавила? Да. Да, би го А дали ги го пријавила. снимиле со телефон? Само нашите луѓе се... Ја не знам, има некои што го прават тоа. Ама треба секој еден. Так телефонот снима и ги го... Ајде. Ама ништо нема, ништо не функционира и да... Мислите ли ќе го осудат? Не. Ништо. Ќе бъде врски? Имаме примери такви. Примери имаме такви. Да не ве задržувате. Благодариме многу. Ништо. Како што видовте од видео прилогот, се работи за тоа колку нашите медицински лица се корумпирани, дали треба да се подкупат за да, за жал, бидат услужени како што треба. Втората награда оди за граѓанскиот новинар Божидар Брлаковски, кој што ни испрати, кој што не сакаше да остане анонимен и реши да со име и презиме да каже. Неговата приказка се работи за контрапротестантите кои што решиле да го бранат Уставниот суд од народот. Народот против народот, кој што неговата приказка е дека во Прилеп доаѓале автобуси, кои што дел од нив беа и државни службеници. Само да надополнам, после му откако испадна од Брлаковски, кај мене некои неи пријатели од Прилеп кои што се, за да бидат еден вид да си го оправдаат присуството во Скопје, кои што не знае и што бранат, напишале дека не се на граѓанскиот новинар утнал. Не дошле само автобуси од Прилеп, туку и од Могила. Да, дека не било само од Прилеп. Они сака да бидат малце и она, дека не доаѓаме само од Прилеп, доаѓаат дури од Могила. Така да ќе го видиме прилогот на Барлаковски, се извинувам, па после тоа ќе ме доделиме наградата. Тоа беше
видеоприлогот на Барлаковски. И првата награда комисијата реши да му ја додели на Митко Јанев, кој што неговата сторија е дали и ќе имаме фер и демократски избори на следниве избори. Неговата приказна ја интервјуира двајца Белешани, кои што во нивниот разговор се гледа дека не се оптимисти дека ќе имаме фер и демократски избори, дека тоа ќе бидат корумпирани. Да го проследиме прилогот и потоа да доделиме наградата. Дека овие избори што поминаа беа регуларни. Какви регуларни? Гледав ги 350. А дали следните ќе бидат? Нашиот град никогаш не бил таков, нашиот град исходна. Катастрофа. Додека се ги вадиме очите, едни со други, ништо не било да ќе немаме. Мислите дека крадат на изборите? Плаќа некој за тоа? Сите се на фотелја. Еден што се децата у странство, па што излегуваме вака гласно да гласно. А што не се тука децата? Само ти гледат. Тоа не е, тоа беше едноумието, беше добро. Сега е ова... Очи со очи. Не, ова е безумие. Наслава одиме, се караме, а не да славим славата. Фала многу. Едни имаат такви, имаат братот и сестрата, обратно парти. Фала многу. Фала. Тоа е... Беше едноумието, а сега е безумие. Тоа беше и видеоприлогот од Митко Јанев, кој што ќе го повикаме да му ја доделиме и наградата. Доколку сакате нешто да кажете, може да слободно да кажете. Такви случаи како што се овие речени двајца соговорници, ги има многу во Македонија. Само што многумина се плашат тоа да го кажат јавно, стравот се уште владе, ама се надеваме дека на воиднина ќе дојдат поубави денови кои што ќе се ослободиме од сите стеги пред се од стравот кон тие политички лидери кои што треба да се плашат од нас, а не ние од нив. Тоа е мојата порека. Само на крај да се заблагодарам на сите за вашето присуство. Проектот продолжи во наредните месеци. Моментално во теќе циклусот за добивање на приказни од граѓански новинари за месец март. Значи, следниот месец ќе имаме исто вакво доделување, каде што повторно ќе бидат доделени нови 5 награди. Како што можевме да видиме од денешните 5 стории кои што ги прикажавме, примери за нарушување на човекови права во изборен контекст, но и пошироко има насекаде околу нас. Едната приказна ни доаѓа од Куманово, Звесе од Велес, едната од Прилеп, едната од Валардово, значи из цела Македонија. Тоа е еден начин да се мотивираат граѓаните, граѓанките се повеќе да бидат вклучени во нашиот проект, да испраќаат фото и видео содржини и на тој начин да успееме да ја реализираме целта на овој проект, односно да се зајакне јавната свест за политичките процеси во овој период, односно во периодот во кој што се наоѓа Македонија пред новите предвремени избори кои што ни престојат. Толку од мене, доколку некој сака да сподели своје искуство, да даде коментар слободно, успротивно имаме мал коктел кој што ќе биде... Да, сакаш нешто да кажеш? Ако се јави некој за дискусија, ако не јави, кажам нешто. Слободно. Малата белешка не му понудивте збор на
колегата Варлаковски. Тој секако дека може да проговори доколку сака нешто за состојбата во Прилеп, каде што очигледно неуморно се бори. Јас би сакал само две поенти да кажам. Едната е дека еден сериозен дел од наградените трудови, наградените новинарски прилози кои доаѓаат се анонимни. Во многу наврати Симиша го има кажано, тоа е на други јавни настани, меѓу кои огромен број јавни настани на македонските плоштади, каде говори за стравот. Говори за стравот, за тоа дека луѓето едноставно се плашат дури и да мислат, а камоли да зборуваат. Мислам дека добро го парафразирав, ако не и цитирав, и тоа се провлекува во овој проект. Едноставно моравме ние кога го проектиравме самиот план за спроведување на граѓански објектив да сметаме на тоа дека луѓето ќе бидат исплашени да застанат како автори зад своите прилози. И тоа го дозволивме. Исто како што дозволивме на широка лепеза на можности како луѓето можат да се изразат и да придонесат кон овој наш напор. Тоа можат да го направат со аудио снимка, со видео, со фотографија, со сторија и така натаму. Нивните трудови, не само овие наградените, туку и други кои доаѓаат на наша адреса, ние ги земаме и како основа за понатамошно истражување, како што е случајот, да речеме, со текстот кој и прилогот, видео прилогот кој произлезе и под наслов Секине каде што е најтенко. Тоа е една потресна сторија, социјална сторија од Велес, каде едно семејство, немајќи каде, се пожали на граѓанскиот новинар, кој сепак побара помош од тимот на Цивил Медија да ја покрие таа и да ја обработи таа сторија. Таа сторија допре до градоначалникот на Велес, кој веднаш експресно реагираше со демант, но паралелно со тоа му додели помош на социјалниот случај на човекот кој беше дел од таа сторија. Тоа е една мала победа за едно семејство кој навистина нема што да јаде од ден дана. Не знаеме колку таа социјална помош што ја доделил градоначалникот великодушно ќе им помогне да го преживеат месецот. Но е охрабрување за сите луѓе кои сакаат да помогнат во целиот процес. За сите луѓе кои сакаат да проговорат, па макар и анонимно засега, за тоа што им се случува во животот. Заради тоа мислам дека овој проект може би е мал, но дава огромна можност. Не само за искажување на таленти, тоа е најмалку. Мислам, се разбира дека тоа е важно, меѓутоа не само за тоа. Туку е можност, прозорец, низ кој човек може да излезе, да протне главата и да извика гласно дека нешто во ова општество не му се допаѓа. Да се разлути и тоа да го искаже на свој начин. Секине каде што е најтенко, јас би сакал да го погледнеме како прилог, инаку прилог направен во она што некои теоретичари на новинарството, еден експерт е тука во гледалиштето, не би сакал да направам некој прекршок терминолошки, меѓутоа мислам дека се вика кооперативно новинарство, каде што граѓанските новинари заедно со професионални новинари истражуваат и пласираат одредени истории од областа на општеството, на политиката и така натаму. Еве еден пример за тоа што ние се обидовме да направиме во форма на кооперативно новинарство. Абе никој не праша. И секако им посакувам на сите што сакаат да испраќаат стории, информации, им посакувам успех во надпреварот, меѓутоа оние што не се наградени секако дека ќе бидат земени предвид за друг вид на соработка со Цивил. Ова е многу важна поента за нас како организација. Ви благодарам многу за вниманието.